Добро вечер, почитувани слушатели. Вие ја слушате емисијата Гласот на вистината, која што ќе се емитува еднаш неделно во новата 2026 година. Пред се сакам да ви ја честитам новата 2026 година и да ви посакам мир, берикет, благосостојба, а се разбира пред се здравје. Емисијата Гласот на вистината и оваа година со Божја помош ќе се погрежи да го подобри вашето духовно здравје, да го подигни се разбира вашиот духовен морал и вашето познавање во Бога. Се разбира дека сакаме и оваа година, ова 2026 година, да ве запознаеме со библиските вистини кои доаѓаат од Светото писмо. Верувам дека ќе имаме прекрасни теми кои што ќе ни донесат одреден благослов во нашиот живот. Затоа ве предизвикувам да и оваа година се дружиме заедно и уживаме, се разбира, во Божјото присуство и темите кои што ќе ни бидеат од голема важност, корист и благослов. Сакам да прочитаме нешто од посланието на Тимотеј, второто послание на Тимотеј, ќе прочитаме 3 глава. Ќе читаме од 14-тиот, се разбира, па се до 70-тиот стих. Еве што не вели Словото Господово. Но ти остани во тоа што си го научил, што ти е поверено. Знај од кого си го научил, бидејќи уште од малечок ги познаваш светите писма, што можат да те направат мудар за спасението преку верата во Исуса Христа. Целото писмо е од Бога вдахновено, полесно, за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде човекот усовршен и совршен и подготвен, се разбира, за секое едно дело. Ќе отвориме во второто послание на апостолот Петар, 1 глава, и ќе го прочитаме 20 и 21 стих. И еве што ни вели Словото Божјо. Знајко ова прво дека ниедно пророштво од писмото не е по сопствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човековата воља не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале потикнати или инспирирани, се разбира, преку Духот Свети. Ќе отвориме во првото послание на апостолот Петар, 1 глава. Ќе читаме од 22 стих па се до 25 стих. Откако ги очистивте душите свој со послушност кон вистината преку Духот, за нелицемерното братолюбие, сакајки се еден со друг, постојано, со чисто срце, како преродени, не од распадливо семе, туку од вечното преку Словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Зошто телото е како трева и секоја човечка слава е како цвет од трева. Се исушува тревата и цветот незин распаѓа. Но Словото Господово останува за секогаш, а тоа е Словото Евангелието што ви беше објавено или проповедано. Во ова време, кога човекот прави што ќе посака од ден на ден, станува се побрутален, а животот негов се помесмислен. И кога не сака да признае ниеден авторитет, се обидов да го укажам или да ја укажам вистинската смисла на животот. Има една книга која не е напишана со човечка мудрост, која може да ни го покаже животот. Колку вреди. Колку е битно и важно да живееме. А таа книга е Библијата или Светото, се разбира, писмо. Зошто зборот Божи се зборува како да е жив? Во која смисла тој е жив? Овој збор е жив затоа што е неисцрплив и не
уништлив. Подобро кажано, овој збор во себе си содржи божествен живот. Тој е чист и бистар и свет. А ова е многу важен и битен, се разбира, факт за секого еден од нас. Библијата била дел од животот на Лутер. Без неа неможно е да се замисли. Се што Лутер постигнал било благодарение на Бога и на неговиот збор Божи. Ова е само еден пример за зборот Божи. Како може зборот Божи да стане дел од нечија личност? Всушност, да стане дел од нас. Почитувани слушатели, ова е прва емисија за оваа година, а воведна емисија. И верувам дека ќе донесе и ќе даде голем благослов. И затоа сакам преку оваа емисија, воведна емисија, да ви дадам еден кус разглед за оно што ќе се случува во наредните емисии, па дури во текот на целата година, оваа 2026 година. Се надевам дека ќе можеме да го задоволиме вашиот вкус или апетит и ќе дадеме одговор на многуте ваши или важни прашања. Само сакам да најавам дека ќе започнеме со 6 предавања, поврзани со Христовото раѓање, како од Стариот, така од Новиот Завет. Кога зборуваме за Христовото раѓање, мислам на Божјото раѓање. Уште еднаш би сакал да ви посакам пријатна и убава благословена вечер и уште еднаш да ви посакам среќна нова година или среќна 2026 година. Се разбира, се слушаме наредната емисија. Емисијата Гласот на вистината, која што ќе се емитува еднаш неделно, се разбира, но во текот на целата година, ова 2026. Бог со вас, Бог нека ве благослови во текот на целата година и не само вас, туку и вашето семејство. Имајте добра ноќ и се слушаме наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!